Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Спасени 3, но постои можност да има и уште врзани, изгладнети, претепани и дехидрирани кучиња на улицата Скопска во Кочани. Откако монструмот Николчо Тарџиманов се врати од затвор и повторно почна да се изживува врз нив. Активистите од Сдруженијето за заштита на животните Втора шанса од Кочани по дојава на граѓани ослободија 3 измачени кучиња. Цврсто стегнати околу вратот со жица, без простор за воздух, дехидрирани, измачени, претепани, малтретирани, без храна и вода, врзани под кревет во напуштен објект на улицата Скопска. Во ваква состојба активистите од Сдруженијето за заштита на животните Втора шанса од Кочани ги затекоа кучињата кои што монструмот Николчо Тарџиманов од Кочани, откако се врати од затвор, повторно продолжи со малтретирањето на кучиња скитници. Активистите од Кочанското здружение по дојава од граѓани отидоа на местото и ги спасија и ослободија безпомошните животни. Кочанскиот монструм Коле се продолжува со истото злодело, ги малтретира животните. И тука сме на една локација каде што најчесто ги зима животните. Па ќе одеме да видиме што има. Имаме сознание дека има неколку соберено, са бајле му дошла полиција. И по наоѓањето на двете кучиња под креветот, активистите пронајдоа уште едно измалтретирано и до смрт преплашено куче, овој пат во подрум во една од зградите. И тоа беше цврсто врзано околу вратот, изгладнето и дехидрирано. Имаме дојава од совесни граѓани дека Кочанскиот монструм Коле повторно има земено животни и викнавме телевизија за да ве увериме и вас дека сето тоа што го збориме не е на празно. Еден апел даваме до надлежните органи, затоа што сега се случува на куче, утре може, дај Боже, се случи на дете, на жена, не е битно. За стореното, активистите ја известија и полицијата, кои што дојдоа на лице место да направат увид, пошто членовите на Сдруженијето ќе поднесат пријава за лицето кое што ги измачува животните. На оние што ги ослободија, активистите им дадоа храна и вода, а за тоа животните видно ја покажаа својата радост и благодарност. За телевизиите пред 2 години зборуваше мајката на монструмот, Бранка Тарџиманова, која што велеше дека срами е што има таков син, оти не ги малтретира само животните, туку и неа. Граѓаните стравуваат од можен напад врз дете или жена, а станарите коментираат дека на овој дел од градот честа е сликата на остатоци од тела на мртви кучиња, распаднати лешови, расфрлани екстремитети. Често пати има расфрлани празни шишиња пиво и искористени кондоми. Постојат и оправдани индиции дека кучињата се сексуално злоставувани, а потоа и убивани од посочениот монструм, кој што одамна му е познат на полицијата. Лаптоп и целиот уред на сигурносните камери се украдени синоќа од основното училиште Свети Климент Охридски во Облешево. Крадците ги разбиле влезните и вратата кај директорката и одзеле вредни предмети. Направена е штета од околу 2000 евра. Полицијата направила увид и работи на откривање на сторителите. Кражба во основното училиште Свети Климент Охридски во Облешево. Украден лаптоп од канцеларијата на директорката и целиот уред на сигурносните камери. Крадците ги разбиле двете влезни врати на училиштето и онаа кај директорката. Веднаш откако ми јавија, јас дојдов во училиштето и ги видов сите, покушаи за разбивање на влезните врати, кои што ги направиле ноќеска крадците, помеѓу 7 и 8. При самото влегување и заедно со моите хигиеничари видовме дека нема направено некои големи нереди во училиштето или поголеми грабежи, но е одземен мојот лаптоп во кој има секако најдоверливите работи кои што се лично потребни за мене и за моето училиште и сигурносни камери кои што имаше овде, позади мене си стоеше програмот за училиштето обезбедено со камери. Комплетно земени се сите делови од сигурносните камери.
Ова не е прв грабеж во училиштето Свети Климент Охридски во Облешево. Токму и заради честите грабежи, училиштето е обезбедено со камери и поставени се решетки на прозорците. Но кравците не ги спречува ништо во намерата. Може би уназад во овие мои 25 годишни работно искуство во училиште и како претходно наставник, значи сум се сретнала со кражби во училиштето и сега како директор прв пат ми се случува за мојот мандат. Инаку секојаш напад на ово училиште или се одземање на компјутерската технологија. Службите во училиштето рано наутро ја започнаа обновата на нови брави на вратите, како и набавка на украдената опрема. За кражбата известена и полицијата, која што направила увид и работи на откривање на сторителите. Со кражбата во училиштето направена е штета од околу 2000 евра. И уште една кражба во Кучани. Непосредно пред славата, ограбен манастирот Свети Димитрий во населбата Трајаново Трло. Кратците однеле се што можело да се најде во еден манастир. Прозорците, приборот од кујната, а ги искршиле и иконите. Свештениците апелираат на поголема почит на луѓето кон светиите. Синоќа околу 22 часот наспроти празникот Свети Димитрија, како што и се нарекува манастирчето или оброчиште во Кучани, во населбата Трајаново Трло, посветено на истоимениот светец, непознати сторители го ограбиле манастирот. Ги однеле прозорците, целиот инвентар од кујната, приборот за јадење и казаните за готвење, а на крајот ги искршиле иконите. Синоќа за жал, значи околу 22 часот се случи кражба во манастирот, беше насилно, значи скршен прозорецот од страната, исто горе во малата кујничка каде што имаат некои работи од кујната што ги служиме овде, што се прават, што ги користиме за во кујната, ги имат украдено. Иконите што се внатре ги имат скршено, на жалост испрлено, однесено на друго место од манастирот, таму искршени. Случката што се случува овде е малку трагично, бидејќи не е прв пат да се случи ова. Значи во последните 3-4 години секоја година поеднаш се случува нешто. Минатата година за жал беше кабелот за струја изваден од просториите горе што са ни, значи каде што ни е кујната, изваден кабелот, уништени, вратата разбиена. По неколкуте кражби во овој манастир, свештениците велат дека не е можно да се инвестира во него, оти веднаш ги снемува предметите. Средства се собираат, средствата се чуваат, значи на сметка, сакаме да се постигне нешто, да се инвестира, но не можеме да го направиме тоа. Нажалост, бидејќи што и направиме, значи тапкаме во место. Значи еден прозор да ставиме, да обновиме, тој прозор ќе се развие, ќе се скрши и ќе се украде, значи на крајот. Значи треба малку да се преземе, малку одговорност, значи да се земе, за да можеме да напредуваме. Верата ни се сведува на многу ниско ниво, додава отец Евтимов, и вели дека се чувствува голема омраза, а не почит меѓу луѓето. Свештениците упатуваат апел до сите граѓани да се има страв Божи и поголема почит кон светиите. За грабежот ја известиле и полицијата, која што направила увид и записник на местото на кражбата. Зголемен број интервенции на отворен простор има територијалната противпожарна единица од Кучани во изминатите неколку дена. Најчесто се гаси оган на земјоделско и друго земјиште, на кое несовесни граѓани палат остатоци од страништа во нивите по завршената жетва на житата. Повторно се зголемува бројот на интервенции на пожарникарите од територијалната противпожарна единица од Кочани, откако земјоделците започнаа да ги палат остатоците од ожнеаните жита во нивите. Сирените на возилата се слушаат во доцните попладневни часови, кога најчесто се врши палењето и на повеќе локации во полскиот регион се забележува оган. Гасењето на огнот е оттежното поради непристапноста на теренот, а дополнителен проблем создави и ветерот, кој неконтролирано го проширува просторот што гори. За сега нема поголема материјална штета, но поради близината на помошни земјоделски и други објекти, противпожарните екипи се принудени да остануваат на терен и по локализирањето на пожарите. Една од интервенциите се случила и рано изутрината, во близина на штала, но за среќа огнот бил брзо изгаснат и спречена е поголема материјална штета. Вчера територијалната противпожарна единица интервенираше 8 пати, се работи за пожари на отворен простор, поточно за земјоделски површини страништа. Се апелира до граѓаните на општина Кочани
да не палат оган на отворено, бидејќи со самото палење на отворен простор и на самите стрништа може да дојде до опасност и до некои населени места кај што може да дојде до некои објекти, до такви работи. Со оглед што жетвата на оризот се уште не е завршена, големи се можностите поради ветрот огнот да се прошири во несакан правец и да биде уништена дел од овогодишната реколта. Пожарникарите и лично им укажуваат на земјоделците за опасностите што можат да ги предизвикаат со неконтролираното палење на стрништа и трски во нивите. Истовремено ги предупредуваат дека казните за сторителите што ќе бидат забележани се многу високи и изнесуваат од 1500 до 3000 евра. Појавата за палење на земјоделското земјиште се повторува секоја сезона по завршувањето на жетвата и пред почетокот на пролетните подготовки за сеидба. Во изминатите години имаше и случаи кога од неконтролираното ширење на пожарите изгореа неколку лозја и овоштарници. Локалната самоуправа на Кучани не успеа да го реализира планираното санирање на полскиот земјен пат во местноста Слатина. На двата јавни повика за изведба на градежните работи не се јави ниту еден понудувач, па тендерската постапка пропадна. Општина Кочани не успеа во намерата да реализира поправката на оштетените земјени патишта во низинскиот регион, а за што аплицираше за финансиска поддршка од државните институции. По неуспешниот прв јавен повик за избор на изведувач на градежните работи, на кој не се јави ниту еден понудувач, беше распишан и втор, во кој практично немаше промена на условите и сумата предвидена за намената. Сепак и повторениот обид беше неуспешен, односно не се јави ниту еден понудувач и најавената реконструкција нема да се реализира годинава. Со повикот се планираше да се вложат близу 1 милион денари, пари за кои општината аплицираше кај Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој, за да се подобри сообраќајната поврзаност на земјоделските површини во полскиот регион. Приоритет за санација доби полскиот пат во местноста Слатина, каде состојбата со оштетувањата на коловозот е лоша, односно поради неговото пропаѓање и огромните дупки, отежното е движењето на земјоделската механизација. Инаку, според изработениот проект, се предвидуваше порамнување и поставување тампон од дробен камен со дебелина од 30 см на земениот пат помеѓу ризовите ниви. Според планот, коловозот е со должина од 1000 и широчина од 3 метри. Исто така, во техничката спецификација е предвидено да се изврши и расчистување на теренот, како и да се изработи земјен насип, што би бил заштита од каналот во непосредна близина. Дополнително би требало да се направи и поправка на пропустите на каналот со изработка на нови армирано-бетонски капаци, кои треба да издржат соодветна тежина на земјоделската механизација. Сепак, за да се реализираат сите овие активности, ќе биде потребно распишување на уште еден јавен повик за изведувач. Градежните работи ќе почекаат до напролет, кога условите ќе дозволат нивна реализација. Според календарот за предизборни активности на Државната изборна комисија, до 11 ноември трае рокот во кој граѓаните можат да направат увид во избирачкиот список. За оние што нема да се пронајдат, потребно е да проверат дали можеби се на листата граѓани чии податоци се спорни. В петок истекува законскиот рок во кој граѓаните можат да направат увид дали се запишани во избирачкиот список за престојните предвремени парламентарни избори. Според јавниот повик што кон крајот на минатиот месец го упати Државната изборна комисија, увидот е неопходен за да можат гласачите да се уверат дали без проблеми ќе можат да го остварат своето избирачко право. При тоа, увидот може да се направи во подрачните одделенија и канцеларии на Државната изборна комисија, како и по електронски пат на интернет страницата на комисијата. Увидот во подрачните одделенија е во периодот од 8:30 до 19 часот, при што граѓаните треба да се идентификуваат со важечка лична карта или пасош издадени од надлежен орган во Македонија. Сите граѓани кои не се нашле во избирачкиот список затоа што немале важечка лична карта или пасош, треба да аплицираат за добивање нов документ. Оние пак кои во меѓувреме ги добиле, треба да се јават во подрачните одделенија и канцеларии на ДИК за да поднесат барање за запишување, дополнување или бришење на податоците во избирачкиот список, при што неопходно е да се приложи и потребната документација. Граѓаните кои имаат државјанство на Република Македонија, а се наоѓаат во странство, барањата за запишување или измена на податоци во списокот ги поднесуваат по електронска пошта на имејл на адресата на Државната изборна комисија, најдоцна до 11 ноември во периодот до 24 часот. Државната изборна комисија ги информира граѓаните дека доколку не се пронајдат во избирачкиот список,
Потребно е да проверат дали можеби се запишани во листата на граѓани чии записи по списокот останале како спорни. Доколку се пронедат на оваа листа, неопходно е да се пријават во подрачните канцеларии на комисијата со барање да бидат запишани во списокот. И за овие лица важи истиот рок како за увид во избирачкиот список, односно до петок до 19 часот. Следува информацијата од спортот. Уште еден успешен настап има младите членови на клубот за гимнастички спортови од Кучани во рамки на државното првенство на Македонија што се одржа во Битола. Освоени се 4 први и 3 втори места во поединечна, како и 1/3 во екипна конкуренција. Младите гимнастичари од Кочани го повторија успехот што пред една недела го постигнаа во Скопје, кога девојчињата во Б лигата екипно го освоија второто место. На завршниот есенски надпревар од државното првенство во А лигата за момчиња и девојчиња и во Б лигата за момчиња, нашите представници се вратија со 4 први, 3 втори и 1/3 место. Домакин на првенството беше клубот за гимнастички спортови Партизан од Битола и според информациите од организаторот надпреварите поминале во одлична атмосфера, при што се постигнати и солидни резултати. Посебно се истакнале кочанските гимнастичари кои се закитија со победнички признанија. Годинешни државни шампиони се Филип Ангелов во конкуренција помлади пионери, Антонио Јаношевик кај постарите пионери, Ристе Симеонов во конкуренција на млади јуниори и Стојан Анастасов кај јуниорите. Освен нив добар успех и освоени втори места, имаат и Димитри Спасов кај младите јуниори, Дамјан Ѓоргиев кај постарите пионери и Јана Николова кај јуниорките. Екипно, клубот за гимнастички спортови од Кочани го освои третото место во конкуренција на помлади пионери. Пред нив се најдоа Соколи од Прилеп и Орце Николов од Скопје. Кај јуниорките пак екипно најдобри беа домакините од клубот за гимнастички спортови Партизан од Битола. Почитувани, толку вестите на Канал 8, останете и понатаму со нашата програма. Довидување.